Тоа беше и нашиот предлог, зборам нашиот. Представниците на граѓаните заедно со општината сметаа дека е подобро да се иде на дисперзија, каде што од Министерството по консултации со Министерството за труд и социјала и со експерти е констатирано дека не е добро да се иде со дисперзија, него е многу подобро на едно место да се подобро да се подобро се дека и господинот Таравари што беше така што Таравари се да ги раскина и па ги врати горе. Оди 3 за шутка да бараме утре горе. А ние имаме сите општини се чисти. Ние имаме мака. Кире, застанеме малце. Ама немаше да застанеме. Што бидна со обеќањето за ноември, крајот на ноември? Значи, ама тоа е поминато бе, Брусли. До крајот на ноември требаше да се почне со дисперзија. И ништото. Не може бидејќи се консултирале со Министерството, дека Министерството се експерти дека најдобра работа е на едно место да бидат стационирани сите. Значи требаше да дојдеме тука за да може да почне нешто, нели? Не, каква државна веќе 6 месеци е почнато. Ние кажавме само да се слушам. После 30 години оваа власт и локална и централна беше таа што потегна да ги собере сите институции. До сега никогаш не биле собрани и МВР, и Министерство за здравство и труд и социјала, и локалната самоуправа, и оделението за превенција при СВР Скопје и дел од мештаните. У 30 години никој не го направил тоа. Не го направил. Значи, први бевме што потегнавме, пошто знаевме големината на проблемот. За тоа ако никој 30 години не направил ништо, па не може да очекуваме дека за 6 месеци ќе направиме чуда ние. Да видиме реално. Значи, треба време. Ќе ги известите писмено, така? Сега, ако споредите 30 години со 6 месеци, па малце се и нереални споредбите, мајко малце. Градоначалник, велите дека утре ќе ги известите групата на граѓани писмено, така? И за тоа се стоиме. Со целата моја конкретни рокови, така? Да. Овде на лице не, овде може слободно кај мене да дојдете на писмено, ќе биде во 2:30 да бидете кај мене. Пошто не во текот на денот треба да се видиме. Да го у секој случај први градоначалник што дошол да разговара општо со луѓе. Тука муабет нема, не збориме муабет. Сите обеќале предизбори, никој после да ние предизбори не обекавме, ама после избори се фативме да решиме проблем. А прв човек е што се појавил на вака. Така е, не зборам ја ништо, ја не реков ништо за во текот на утрешниот ден. Слободно ќе се видиме, јас ќе бидам во министерство, ќе завршам целата работа, кога ќе завршам, ќе ве известам. Вие си имате валјда начин на комуникација помеѓу вас. Бива, не бива. Оставам на вас да си видите што може и како побарам тебе. Што може и кој како ќе да се менуше двајца да не бидат. Не, сите нема потреба бидејќи тројца бе, двајца ќе да. Јас ќе дам више на писмено да добиеме известување кога крајно крајно ќе биде спонсорирана болница. Групата да известам. Не, и мора да се откаже и МВР. Ако више се каже. За тоа зборам, ќе одидам јас да видам, ќе известам и ќе се каже. Сега утре најуште просто да се собереме и утре. Вопче ќе видиме утре. Значи ние го дадовме нашиот коментар, прво и основно веродостојноста на документите на Алфа не можам да ги потврдам. Втора работа, сите вработувања во општината се направени според законите на Република Македонија и според потребите на општината. За тоа покажуваат и бројките на решени предмети во изминатата година, каде што ние конкретно и во самата изјава ја кажам дека нас требаат кои од урбанизам, архитекти и правници. Ние за една година имаме решено 2500 предмети во урбанизмот, што е еднакво на пола од изминатите 5 години. Ако за 5 години имало решени 5000, ние за една година имаме решено 2500. Тоа значи дека општина Кисела Вода инвестира во својата јавна администрација, се според законите и според потребите на граѓаните на општината. Така да тоа се само шпекулации со кои што сакаат да се орни са угледот на мене како градоначалник и на општината Кисела.